Председателя на владата, Зоран Заев, почитувана министерка Царовска, господја Винтон, почитуван градоначалник, представници на дипломатскиот кор, на граѓанските здруженија, на медиумите, дами и господа. Особена чест и задоволство ми е што имам шанса денеска да ви се обратам по повод одбележувањето на Истанбулската конвенција за превенција и борба против семејно насилство. Во таа насока, на катедрата за семејна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје минатата година се обучени 60 здравствени работници за справување со оваа проблематика, а предвидено овие обуки да продолжат и оваа година во соработка со граѓанската организација HERA, како и со Фондот за население на Обединетите нации UNFPA. Во наредниот период здравствените работници ќе добијат и специализирани обуки на тема насилство врз жени и клинички менеджмент на силување. Министерството за здравство, како еден од клучните чинители во оваа сфера, подготвува и протокол за обезбедување сеопфатен третман и нега при сексуално насилство. Во исто време, сакам да истакнам дека Министерството за здравство во соработка со UNDP и со UNFPA интензивно работи на воспоставување на 3 центри за упатување на жртвите од сексуално насилство согласно Истанбулската конвенција. Тие ќе се отворат во рамките на Универзитетската клиника за гинекологија, понатаму болницата во Куманово и болницата во Тетово. Нашите партнери во овој проект целосно ќе ги опремат овие центри и ќе ги оспособат за пристап на лицата со физичка попреченост, така како што пропишува оваа конвенција. Во трите центри здравствените работници ќе даваат услуги по стандардизирани оперативни процедури, со кои ќе се превенираат многу животозагрозувачки потенцијални компликации, а согласно на тоа ќе се спасуваат животи. Со ова значително ќе придонесеме кон исполнување на една од целите на оваа конвенција, односно воспоставување специализирани сервиси. Затоа, во наредните неколку години планираме вакви центри да се отворат насекаде во нашата земја. Исто така, ќе го усогласиме системот за прибирање на податоци на насилство врз жените, а заедно со Министерството за труд и социјална политика ќе развиеме мултисекторски протокол за упатување во случај на сексуално насилство. Како и досега, и понатаму остануваме отворени за соработка со граѓанските организации, бидејќи само со нивна поддршка можеме да детектираме и соодветно да одговориме на овие видови насилство, чии жртви се најчесто жените и девојките. На крајот сакам да ве уверам дека во Министерството за здравство остануваме посветени и како еден од приоритетите ни се сите процедури, закони и се друго што носиме за унапредување на здравието на жената. Ние сме при крај со ревизијата на законот за абортус, кој што наскоро ќе биде пуштен во соодветна процедура. Верувам дека со заедничко делување на централно и локално ниво и заедно со граѓанскиот сектор ќе создадеме општество кое што ќе биде ослободено насилство врз жените и семејното насилство воопшто.